и змејот. Не. Боби и змејот. Си беше еднаш едно девојче што се викаше Биби. Не е така. Си беше еднаш едно момче и се викаше Боби. Ај не ми ја расипуве приказната, молчи и слушај. Значи, Биби правеше вообичаена обиколка на волшебната шума. Па така стигна до пештерата. Па оваа приказна веќе ја знаеме. Биби и джиновите. Грешка си. Тоа беше пештерата на джиновите, но тие веќе беа вратени во нивниот замок. Значи, Биби дојде до пештерата и вида дека некој се вселил во неа. Па затоа реши внимателно да истражи. Не, вака беше. Боби дојде до пештерата и веднаш влезе внатре. Тара! Боби не се плашеше од ништо. Плюс, тој носеше оклоп и меч затоа што беше славен витез. Значи, Биби внимателно дзирна во пештерата. Но, само што ја вовре главата, се најде лице в лице со едно бебе змеј. Биби не се исплаши, туку ја подаде раката за да го погали. А бебето змеј многу сакаше да се гали. Ле, глупава приказна. Ова е приказна за девојчиња. Бебе змеј што сакало да се гали. Не, туку Боби влезе во пештерата и се најде лице в лице со еден ужасен, страшен змеј. Но Боби не се исплаши. Го извади мечот и почна да се бори со змејот. Ова е страшна приказна, како за храбри момчиња. Не. Ова е храбра приказна. И тоа уште похрабра од твојата. Значи, во пештерата не живееше само бебето змеј. Штом Биби почна да го гали, од некаде долета мајката змеј, која беше голема и страшна. Мајката змеј се плашеше од луѓето затоа што тие ги гонеа змеовите. Луѓето не разбираа дека змеовите не се лоши. И така, мајката змеј си помисли дека Биби е како другите луѓе и дека сака да му направи нешто лошо на нејзиното бебе. Па тргна да го брани. Рикна со страшен змеовски глас. Уау! Но Биби не се плашеше. Таа застана пред мајката змеј и рече: Еј, не ти мислам ништо лошо. Погледни, јас и малечкото се галиме. И тогаш малото змејче повторно почна да се гали со Биби. А мајката змеј виде дека Биби му е пријателка. Биби, змејовите се лоши. Тоа сите го знаат. Не се. Се. Не се. Се. Не се. Се. Не се и не се. Се и се. Слушај сега ваму. Боби беше во пештерата и се бореше со змејот. А змејот фрлаше оган и рикаше и фучеше и маваше со опашката. Но Боби успеваше да го избегне. Браво, Боби! Ти си најсилен, Боби! Биби беше во пештерата, а не Боби. Па, и Биби беше во пештерата, ама беше заробена од страшниот змеј. А Боби тргна да ја спаси. Биби беше нежна принцеза облечена во розов фустан и пискаше од страв како сите девојчиња. Така правеше. Принцеза во розово пискаше од страв? Лале, Боби, од каде ти текнуваат овие работи? Прво, јас не сум принцеза, туку девојче. Втора, омилена боја ми е жолтата и јас си носам жолто фустанче. И трето, не пискам од страв, бидејќи не се плашам од змеови, тие се добри. Лоши се. Добри се. Слушај сега. И не прекинувај ме повеќе. И така, Биби рече на мајката змеј дека шумата е безбедна, а таа и бебето змеј може да останат да живеат во пештерата. Тоа им го ветува Биби, заштитничката на животните и на шумата. Тарарадам! Не. Боби го уби змејот и ја спаси принцезата Биби. И Боби беше херој што сите го сакаа. Твојата приказна е глупава. И твојата е глупава. Барем во мојата те има тебе. А кај сум јас во твојата приказна? Биби заштитничката на шумата. Причла една. Па,
да знаеш дека сум ти лут. Биби се замисли. Навистина, во нејзината приказна го немаше Боби. Таа беше главна. А тоа беше малку себично. Што мислите? Да. Навистина беше себично. И одеднаш на Биби падна на памет одлична идеја. Боби, ајде заедно да направиме приказна. Сакаш? Не. Ајде! Ајде, кога толку си запнал, ајде. Значи, вака. Еден ден, Боби и Биби шетаа низ шумата. И дојдоа до пештерата каде што некогаш живееа џиновите. Тогаш забележаа дека некој се вселил во пештерата и решија да истражат и да се запознаат со новите станари. Да. И влегува внатре и веднаш пред нив се најде еден страшен змеј. Да, змејот изгледаше како да сака да ги нападне. Ама, всушност тоа беше една мајка змеј која го бранеше своето бебе змеј. Се плашеше дека Биби и Боби сака да му направат нешто лошо на незиното малечко. Но Боби и Биби беа храбри. Тие видоа дека има малечко змејче во пештерата, па беа смирени додека мајката змеј им се приближуваше. Биби тогаш рече на мајката змеј: не плаши се, ние сме ти пријатели. А змејовите, како што знаете, знаат да зборуваат. Таа разбра што и кажа Биби. И потоа Боби ја подаде раката кон неа, а мајката змеј ја душна. И така, мајката змеј се увери дека Биби и Боби се пријатели. Дури им дозволи да го галат бебето змеј. Да. А кога стана уште подобри пријатели, мајката змеј им дозволуваше на Боби и Биби да и се качат на грбот. И така заедно ја надлетуваа шумата и ја штитеа. Тие сите беа заштитници на шумата. Да, Боби, Биби и мајката змеј. Леле. Колку убава приказна, неле? Јупи-рипи! Да, оваа приказна и мене многу ми се допадна. Сега, тоа со галењето на бебето змеј е малку како за девојчиња. Колку па да не? Се шегувам. Па добра. Тоа беше сказната на Биби и Боби. Биби, Боби и змејот. Тарарам! Се гледаме повторно со нова сказна. Нова и страшна сказна. Не. Смешна сказна. Не, најубава сказна. Може, најубава сказна. Добра ноќ, другарчиња! Јас сум млад, ама не сум страшен, не сакам да бидам голем крал. Јас сум малку тажен, чујте сега сите. Сакам да пишувам, да сум поет јас. За сонцето и небото, за птиците во лед. Јас напишав песна за цел свет. Како лав имам желба чудна, та не да сум силен крал. Сакам да ве слушнам, пејте сега сите. Јас не сум кралот, јас сум лавот поет. И пишувам за ливади, за полиња со цвет.
Јас пишувам песна за цел свет. Со Биби, со Боби престанав да бидам тажен. Разбрав колку многу другарот е важен. И заедно сме сите и цела шума пее со нас. Пак сме среќни ние, а најсреќен сум јас. Јас сум млад, ама не сум страшен. Не сакам да бидам голем крал. Јас сум малку тажен, чујте сега сите. Јас не сум кралот, јас сум млавот поет. И пишувам за ливади, за полиња со цвет. Јас пишувам песна за цел свет. Со Биби, со Боби престанав да бидам тажен. Разбрав колку многу другарот е важен. И заедно сме сите и цела шума пее со нас. Пак сме среќни ние, а најсреќен сум јас. Си извинувам, другари, малку како да се занесов. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Ж. Здраво, другарчиња, здраво, родители. Денеска ќе учиме буквата Ж. Ова се големата и малата буква Ж. Личат на жаба, нели? Да. Ајде да видиме како се пишуваат. Може? Да, еве, големата буква Ж се пишува вака. И малата буква Ж се пишува речиси исто, само што е помалечко. Ево, погледнете. Ете, а сега погодуваме. Животно на Ж, жаба. Прв си реков. Боби, чекај. Скокаш како жабче преку ред. Значи, другарчиња, играме на буква. Што значи тоа? Тоа значи дека погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на буквата Ж. Во ред. Значи, животни. Животни. Еве уште еден збор на Ж. Ајде, Биби, еве сега ти си наред. Еве, Ж, како жирафа. Или како жилка. Или ждребе. Полека, па ништо не ми остана мене, чекај. Еве, сега не ми текнува ниту еден збор на Ж. Мене не ми текнува. Мене ми текнува само на жолтата боја и тоа бидејќи моето фустанче е жолто. Па тогаш ќе преминеме веднаш на втората игра. Може би ќе биде полесно. Јепи. Договорено. Ајде да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Ж на почетокот од зборот, каде во средината од зборот, каде на крајот од зборот, а каде воопшто ја нема. Сам. Значи, на почетокот на зборот ја има во жена и жито. А во средината од зборот ја има во дожд, лажица, полжав и виножито.
знам. На крајот од зборот ја има во нож. А знаеш каде воопшто ја нема? Во вилјушка, змија и зајак. Биби, мене ми текна уште едно место каде што ја има во средината на зборот. А тоа е едно многу убаво место каде што сите деца сакаат да одат. Каде? Па мене не ми текнува. Па Биби, плажа. Хе-хео! Еј, да, плажа. Па Боби, знаеш што? Па ние можеме да си направиме плажа во дворот. Еј, знам, ми текна. Сега ќе го земам мојот малечок гумен базен. А вие, другарчиња, гледајте не повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите во кое ќе учиме буквата З. З како знајкото Боби. Односно, сезнајкото Боби. Ајде се знајко, инаку ќе одам на плажа без тебе. А, да. Довидување, другарчиња. Чао! Светот на Биби! Моите омилени места. Богомила. Здраво, другарчиња! Добре дојдовте во приказните за моите омилени места во Македонија. Во секоја епизода ќе посетуваме по едно место и ќе дознаваме различни нешта за него. Подготвени? Поаѓаме! Јеј! Денешното патување не носи во селото Богомила. Тоа е село во областа Азот, во општина Чашка, во околината на градот Велес, по теченијето на реката Бабуна. Селото Богомила е ридско село кое се наоѓа во подножјето на величествената планина Јакупица. Други околни планини се Даутица и Бабуна. Низ селото поминува реката Бабуна, како и малечката река Сушица, која се влева во Бабуна. Но главната знаменитост на Богомила е познатиот римски ѕидан мост на реката Бабуна. И токму тој е дел од моите омилени места. Јеј! Како најголемо населено место во областа Азот, Богомила представува и важна железничка станица на линијата Скопје-Битола. Особено интересна зградата на железничката станица, која е една од најстарите станици во Македонија. Инаку, Богомила е поврзана со асфалтен пат и со други прекрасни села од областа Азот, како што се Нежилова, Папрадиште, Ореше и Бистрица. Но за овие села, за планинските патеки и за изворите на реката Бабуна ќе зборуваме во некоја следна пригода. А ние се гледаме во следната епизода од Моите омилени места. И уште нешто, не заборавајте, посетете ги омилените места во Македонија. И потоа, пратете ми ги вашите приказни и цртежи за нив и така ќе ми помогнете заедно да ја напишеме на љубавата приказна за Македонија. Јеј! Довидување, другарчиња!